Во денешната епизода во школото за џентлмени ќе говориме за воркохолици. Останете со мене за да видите што е тоа и кога тој термин се употребува. Воркохолик е личност која работи по цена на својот сон и социјалните функции како средба со пријателите или семејството, за да стигне да ги исполни своите соништа. Иако терминот не мора да значи дека личноста ужива со својата работа, може да имплицира дека тие едноставно се чувствуваат принудени да го прават тоа. Не постои општо прифатена медицинска дефиниција за таква состојба, иако некои форми на стрес, нарушување на контролата на импулсите и обсесивно-компулсивните растројства на личноста може да бидат поврзани со работата. Популарно наречениот збор hustle culture, поврзан со прекумерна посветеност кон својата работа до исклучување на секој друг аспект од неговиот живот, создавајќи нездрав баланс помеѓу работата и животот, се синоним за терминот воркохолик. Воркохолици се луѓето кои постојано се зафатени. Тие секогаш на прво место ја ставаат работата. Често ги скратуваат часовите за спиење и никогаш не знаат да кажат доста на својата работа. Деноночно се присутни и достапни на социјалните мрежи, одговараат на службени мејлови и повици, дури и кога се на пауза од работа. Иако ова има и позитивни страни, најголема маана на сите воркохолици е дека нивната прекумерна работа ги прави непродуктивни и не можат да се посветат на важните работи во нивниот бизнис. Воркохолиците немаат дефиниран термин за успех. Дури и кога се оди како што треба, тие се загрижени за евентуален неуспех во нивната кариера. Тие знаат само за уште. Први влегуваат и последни излегуваат од канцеларија. Одговараат на службените пораки дури и кога се на одмор и секогаш на прво место ја ставаат работата. Не знаат да му кажат не на својот надреден и секогаш прифаќаат нови предизвици. Кога некој од страна ќе ги нарече воркохолици, тие се лутат и велат дека тоа не е точно. Убаво е да се сака својата работа, но како совет на сите воркохолици би им дале да најдат метода за решавање на стресот кога ќе се најдат во таква ситуација и да знаат понекогаш да одморат од работата. Тоа може да биде контролирано дишење, одење во кратка прошетка, разговор со пријател или џентлменски чашка алкохол од нивната омилена пијачка. Доколку разјаснивме што е тоа workaholic, сега ќе одиме со еден нов термин што се почесто го слушам во секојдневните разговори, а тоа е терминот burnout или синдром на исцрпување. Burnout е ситуација во која ако би се довеле би требало да знаеме како брзо да излеземе од неа. Тоа е состојба поврзана со преоптоварено и забрзано секојдневие во кое луѓето се стремат да постигнат се повеќе и повеќе, без да си обезбедат време за одмор. Најчесто ги засега оние кои сакаат секогаш да се први, секогаш да се најдобри. Во стремежот кон совршените достигнувања, човекот не чувствува толку многу работи, се оптоварува, се преработува и не наоѓа време за одмор. И по цена на своето здравје, кое е најзначајно, се завршува катастрофално. Често, burnout се поврзува и со загубата на мотивација и инспирација за работа. Затоа, некои го нарекуваат и синдром на професионално исцрпување. Всушност, burnout е состојба на физички и психички замор која води до хроничен стрес. Како симптоми на оваа модерна болест се јавуваат хроничниот замор, па така дури и кога одмараат, луѓето кои се во оваа состојба немаат чувство дека се одмориле. Овие луѓе страдаат и од несоница, и покрај заморот не можат да заспиат во текот на ноќта. Според некои истражувања, несоницата се јавува еднаш до 2 пати неделно, а во понапредна фаза и секоја вечер. Овие луѓе имаат и поголеми проблеми со концентрација и фокусирање, го губат апетитот, имаат и физиолошки проблеми како срцебиење, задишување, главоболка, растревоженост, желба за социјална изолација и останување сами со себе. Инженерите, политичарите, здравствените работници, но и сите луѓе кои имаат голем товар ја чувствуваат оваа модерна болест.